Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Не го носете своето дете на бајање. Не ги носете тајно своите деца и внуци кај баби во вашето маало, кај бајачи на бајање од урок, од страв, од магија или нешто слично. Според Библијата, Светото писмо, тоа не е безопасен народен обичај, туку духовно погрешен пат што води кон пеколот. Таквите практики не го водат човекот кон Бог, туку кон темни духовни сили, кон суеверие и кон доверба во нешто што е надвор од Бог и што Бог го забранува строго. Како прво, Бог јасно забранува баење, гатање и вражање. Сега зборуваме за баење. Во 5-та книга Мојсеева, 18-та глава, од 10 стих натаму, Бог забранува гатање, вражање, баење, повикување духови и слични практики. Таму ваквите работи не се опишани како помош, туку како нешто што е одвратно во Божите очи, пред Господ. Тоа значи дека проблемот не е само дали некоја баба добро мисли на детето или на семејството, туку од каде доаѓа силата и начинот на тој метод, практиката. Ако нешто бара зборови, обреди, тајни нешта, баење, врзување, симнување урок или повикување невидливи сили, тоа не е библиска молитва за помош, во никој случај. Зошто? Затоа што верата се насочува кон погрешен извор, кон нешто што Бог го забранува во Светото писмо Библијата. Кога детето е болно или уплашено од нешто, или вознемирено, што е нормално во такви години, родителот треба да се моли на Господ или да побара лекарска помош кога треба да побара и да го предаде детето во Божите раце. Но кога го носи на баење, всушност бара духовна помош надвор од Бог, од мрачни сили и демонски. Библијата вели вака: кога ќе ви речат, прашајте ги оние што повикуваат духови и гатачите, зар народот не треба да го прашува својот Бог? Јахве, живиот и вечниот Бог, а тие оделе кај бајачи, односно кај вражачи. Тоа го вели пророкот Исаија во 8 глава, 19 стих. Тоа значи дека народот не треба да бара одговор од мракот, темнината и од забранети извори, туку од Бог, од живиот Бог, кој вечно е жив. Трето, за таквите практики стои духовна измама, и тоа сигурна. Бајачот може да користи крст, свеќа, вода, конец, јаглен, молитвени зборови или дури да го спомнува Бог, но тоа не значи дека практиката е од Бог. И сатаната може да се маскира како светлина и како нешто добро. Тоа Павле го вели во 2 Коринтјаните, 11 глава, 14 стих, каде што вели тој не е чудо ако и неговите слуги, слугите на сатаната, се преобразуваат во слуги на праведност и слуги на светлината. Не е се што изгледа побожно на вистина од Бог. Ако методот е забранет во Библијата, тогаш не смее да се прифати, дури и ако изгледа дека е старо, модерно, народно или да изгледа дека е за помош, а не е за помош. Тоа нешто го учи детето на суеверие, а не на вистинска вера во Библијата и во Бог. Кога детето се носи на баење, тоа учи дека за страв, за болест или за проблем треба да се оди кај бајач, а не кај Господ. Така срцето се оддалечува од вистинската вера и се врзува за суеверие, а суеверието е опасно нешто. Христијанската вера не е баење, не е магиска формула, не е таен обред. Верата е доверба во живиот Бог преку Исус Христос. Зошто велам христијанската вера? Затоа што тоа во нашиот народ многу христијани го прават тајно и одат кај баба во маалото,
и тоа нешто не е добро. Како петто, христијанинот треба да се оддели од делата на темнината. Во Дела апостолски или Дела на апостолите 19 глава, кога луѓето поверувале во Исус, ги оставале, напуштале магиските книги и практики, дури ги гореле јавно пред сите во знак дека го прифаќаат Исус за нивен спасител и не бараат веќе помош од магии, од бајачи, вражачи и слично. Виделе во каква опасност се наоѓаат. Не ги задржале за секој случај да ни се најдат овие книги. Туку ги напуштиле скроз, ги изгорале. Тоа покажува дека вистинското покаяние значи раскинување со сите окултни и суеверни работи. Апостол Павле исто така ги вбројува магиските практики меѓу делата на телото. Согласно тоа што го вели во Галатјаните 5 глава 20 стих. Затоа не носете деца на бајање, од урок, од страв, од магија или кај луѓе што прават тајни обреди. Тоа не е библиска помош. Тоа е духовна опасност. Детето треба да се носи пред Бог во молитва, да се воспитува во верата, да се лекува со разумни лекарски грижи, кога има потреба за тоа, и да се чува од суеверие. Накусо кажано, не го носи детето кај бајач, носи го пред Господ. Не барај заштита од темни извори, барај помош од Христос. Она што Бог го забранил, не може да биде благослов на твоето и за твоето дете. Да, Господ нека е напомош на сите кои што можеби не ја знаат ова вистина, а сепак е лага која што на вистина му штети на народот. Бог да ве благослови. Амин.